Државниот пазарен инспекторат прави анализи на цените. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски вели дека нема некои големи пореметувања со цените на пазарот. Се следи состојбата. За наредната недела закажан е состанок на кој ќе се утврдува дали ќе бидат преземени мерки, додавајќи дека има мало зголемување на одредени цени, но има и намалување на сезонското воше и зеленчук. Ги следиме цените, има дел од цените кои што се доведени во првобитната, да речам, состојба како што биле пред одлуката и мерката, има дел мало зголемување на одредени цени, меѓутоа има и одредени овошје и зеленчуци кои што се сезонски, а се намалени доста. Така да сега за сега гледаме дека нема некој големо пореметување, имаме поголема стабилност, доколку има пореметување и не е со пазарната логика, тогаш ќе следува мерка нормално. Во однос на зголемените цени во угостителските објекти, каде како пример беше посочен Охрид како туристички центар, каде кафе чини до 180 денари, Ристевски со апел до туристичките работници дека високите цени ги одвраќаат туристите. Тоа треба да биде стратегија на угостителите, како што кажав, за поуспешна туристичка сезона и директно за граѓаните на Охрид треба да имат по нормални цени. Моје размислување, тоа треба да го размислуваат, бидејќи е почеток на летна сезона. И треба тоа да го направат. Ако не го направат, тогаш ќе видиме, имаме разни мерки и можности да реагираме. Ристевски најави дека доколку има поплаќи од граѓаните и туристите за високите цени ќе следат контроли. Инаку во изминатиот период од една година, владата во 2 наврати направи ограничување на цените со регулирање на маржата. Последната мерка траеше од февруари до крајот на април. Нина Аритоновска, Сител телевизија.